Најдоцна до среда ќе се знае кому СДСМ ќе даде поддршка во вториот изборен круг онаму каде немаат кандидати, најави председателот на партијата Венко Филипче, кој откри дека веќе се одвиваат меѓупартиски преговори. Одлуката првенствено вели ќе се носи согласно состојбата на општинските организации и расположението на граѓаните каде ќе има избори, но е дециден дека етничкиот фактор кој зема замав пред вториот круг нема да е критериум во одлуката. Побар од граѓаните да го дадат гласот за кандидатот на СДСМ во аеродром Трајановски, кој исто така посочи дека веќе е во разговори за поддршка. Добрите меѓуетнички односи се нешто што треба да останат приоритет. Од друга страна, факт е дека граѓаните многу често гласаат по етничка линија. Нема да се водиме по принципот на етничката разлика, разговараме со сите политички чинители, не е тоа само Кичево Брвеница, станува збор за Скопје, станува збор за тоа што и како ќе се поставиме во Карпуш, во Кумано. Во рамките на тие разговори, апсолутно разговараме за двете работи. Таму каде нас ни треба поддршка и таму каде ние требаме да даеме поддршка. Неофицијално водиме разговори, ја ги знам сите кандидати и лично ги познам кандидатите, со голем дел и се видов на база на локално ниво, ама официјално не сме се преговарале со никој. Што се однесува до председателската позиција, Филипче уште еднаш потврди дека останува на чело на СДСМ, но дел од членовите на раководството на партијата откри дека ќе бидат променети, но за кого точно станува збор, вели ќе се знае по изборите. Според него, консолидацијата на партијата, која пред година и пол ја начекал во тешка состојба, веќе дава резултати, споредбено со претходните избори. Дозволете да најавам политички кадровски промени во раководството во следните недели после изборите, зашто ќе бидете известени. После еден таков тежок пораз лани, после една интензивна работа, сега овие избори се еден показател за тоа како да се поставиме и како да функционираме во следниот период. Посебно во тие општини каде што не го постигнавме посекуваниот резултат, да продолжиме со интензивна работа. СДСМ во првиот круг успеа да победи во 3 општини: Крива Паланка, Кривогаштани и Богданци, а остануваат во трката за уште 17, меѓу кои Скопските аеродроми Центар, Дојран, Македонска Каменица, Валандово, Виница и Крушево.